убава снимка следна, навистина убав и пријатен разговор, посебно ќе ги интересираат сите родители, се разбира нешто што навистина ќе биде одлична авантура за најмладите, но кога веќе ги зборуваме децата и најмладите, во склоп на тоа да ве потсетиме дека утре во 10 часот ја имате втората епизода од Мини Вести или емисијата која што е токму наменета за нив, за едукација, за образование, но ајде накусо да се потсетиме на дел од содржините од првата епизода и се разбира да ве однесеме до пожарникарна станица, каде што ќе дознаеме од најмладите новинари како се станува пожарникар и се разбира ќе ве потсетиме дека утре во 10 сите тие нови авантури ќе можете да ги проследите во новото издание на Телма. Да бидеш пожарникар е една од најинтересните работи. И е работа со која се спасуваат животи. Што е пожар и колку е опасен огнот дознаваме од еден храбар пожарникар. Пожарникарите се храбри луѓе кои се борат со пожари опасни по нашите животи, имоти и околина. Да се биде пожарникар е професија која бара долги години вежбање и учење за да се биде ефикасен во својата професија. Должноста на пожарникарите е да ги спасат пред се животите на луѓето, но и на животните. Пожарникарите се први кои им помагаат на загрозените, тие се носители на многу важни одлуки. Оганот може да се расшири многу брзо, но со модерните противпожарни техники, катастрофите често се избегнуваат. Пожарникарите може да ни помогнат и кога немаме пожар, односно при големи евакуации, спасување, саобраќајни незгоди или помош при природни катастрофи. Ние бевме во посета на храбри пожарникари и еве што дознавме. Чичко пожарникар, што е пожарникар? Пожарникар е човек кој гаси пожари и спасува загрозени луѓе и материјални добра. Пожарникар се станува така што уште во училиштето децата се запишуваат во доброволни противпожарни друштва и со текот на времето учат и стануваат пожарникари. Како настанува пожар? Па пожар скоро секогаш настанува од невнимание, значи деца повеќето пати децата го предизвикуваат пожарот кога се играат со запалки, со кибрити или ги палат да речеме шпоретот или нешто, некој апарат дома без знаење на родителите. Тогаш настануваат пожари, значи треба да се внимава да не се игра со запалки, со кибрити и да не се вклучат шпорет или нешто друго, греалка или нешто друго без знаење на родителите. Чичко пожарникар. Ете така, малку едукативно за најмладите гледачи, а многу повеќе првата епизода имате веќе на YouTube Мини Вести, а веќе утре нови авантури со младите новинари во 10 часот и репризно во недела во 8 на Телма. И кога сме веќе кај најмладите, да се дружиме и со Василка во продолжение. Навистина ми е драго што те имаме, затоа што сакаме кога зборуваме за програми кои што се наменети за младите, за децата, еве нели ќе срочиме сега дека конкретно оваа авантура која што нели токму дечињата можат да ја доживеат и е осмислена од ваша страна, ќе биде навистина интересна и дека има навистина голем интерес кај самите родители и нормално кај децата кога сето тоа ќе го доживеат. Искуството е големо, ќе се срочиме некако со сите оние многу настани кои што сакаме да ги споделиме со гледачите и ќе ги поканиме нели родителите да ги пријават своите деца. Прво добре дојде. Добро ве најдов, секој пат е убаво да се гостува и многу пријатно во Телма телевизија. Навистина е убаво што инвестирате со вакви емисии, со вакви продукции во едукација на децата така и на младите. Да Ние се надоврзуваме. Јасно. Ете, утре ќе ја изгледаат епизодата на Мини Вести и после може да дојдат да го посетат нашиот настан, каде што ќе промовираме една книгичка за деца, праисториска читанка и вежбанка за млади истражувачи. Таа ќе биде проследена со интерактивна креативна работилница која се вика Тајните кодови на каменото доба.
Тоа ќе се случува на платото помеѓу Домот на АРМ и Меморијалниот музеј на Мајка Тереза. Всушност, тоа е манифестација организирана од страна на Цивика Мобилитас, се вика Денот на граѓанските организации, во кој што се разбира ние имаме свој штанд, земаме учество и ќе имаме така два мини настани кои што се пред се фокусирани на децата и на младите. Јас ќе ги презентирам и овие изданија други, археолошка тетрадка, така? Да, праисториска читанка и вежбанка за млади истражувачи ќе ја промовираме утре. Меѓутоа ние претходно имаме 12 изданија во рамките на една наша едиција која се вика Млади истражувач. Тоа е посебна едиција на Хајмус, наменета пред се за деца и за млади. Таа има едукативна димензија со педагошки карактер и целта ни е на еден многу забавен и интерактивен начин, не само преку публикации, туку преку вистински игри, мистерии, тајни, загадки, работилници, секакви видови на настани, да ги ангажираме децата социјално, да се дружат и пред се да научат за нашето богато културно наследство. Да, и затоа сакам малку подетално за тоа што ќе се случува во ова авантуристичка мисија, која што рековме утре. Не, задутре. Задутре, да. Во недела, да ја доживеат оние дечиња кои што веќе се пријавени. Да. И ќе ми кажеш и како може да ве контактираат и родителите, затоа што постојано организирате, нели, вакви интересни за децата, нели, интересни авантури и истражувања и манифестации. Во секој случај да се насочиме на потрага по средновековно богатство. Мапата држиш, веројатно ќе биде поврзано со мапа и истражување. Да. Значи во недела ќе се случува еден настан кој што е многу необичен. Мислам дека до сега такво нешто не се има направено ниту во Скопје, ниту кај нас во државата. Значи нашиот настан е насловен како авантуристичка мистерија, потрага по средновековното богатство. Ќе се случува на Скопското кале. Самиот настан е дел од поголема манифестација Европски денови на културното наследство, во кој што учество земаат разни музеи, домови на култура, други државни и приватни институции и слично. Целта е да се промовира европската димензија на културното наследство, а нас фокусот овој пат ни е насочен кон средновековното наследство на Македонија и генерално на Скопје, кој што оставило трага, нели, во меморијата кај граѓаните, но и во објекти, во артефакти и слично. Значи се работи за вистинска едукативна игра, каде што децата и младите, бидејќи е пред се наменета за деца и млади на возраст од 8 до 14 години, добиваат една мапа. Јас ќе се обидам сега, не знам на која камера. Ето, одлично така напред, на кецот. Добро. Ке уловат, да. Океј, ова е една мапа која што ќе ја добијат еден сет за истражување. Претходно ќе следи мала едукативна тура, што се има на Скопското кале, да може да се ориентираат и потоа учесниците се оставаат сами и без било какво мешање на тимот на Хајмус, на родители или на било кој друг кој што ќе се најде таму на тој настан. Значи тие по пат на загадки, мистерии, дешифрирање, тајни кодови, значи преку 10 локации. Во група работат? Во група, да, преку 10 локации треба да го најдат, каде се наоѓа локацијата на средновековното богатство. Целта е навистина да работат во група, тоа да биде интерактивно, бидејќи нели на некои дечиња повеќе од географија, на други математика, на трети не знам ориентација во простор, дешифрирање на кодови. Меѓу другото, еве тука може да се види тајниот дневник на мајстор Крон. Добро. Бидејќи всушност ова е приказна, но таа е правена според вистински историски личности, артефакти и објекти кои што може да се видат на Скопското кале. Меѓу другото, еден од објектите е и средновековната палата од 13-14 век, покрај која што граѓаните катадневно проаѓаат, додека го посетуваат Скопското кале, но не знаат дека постои. Нема сигнализација. Па децата да им објаснат после ова учество. Да, добро. Ние ја подигнавме како сделка на Групер и за недела, значи, ова авантура е веќе, значи, букирана и
распродадена и поради големиот интерес и на децата и на родителите, ние ќе направиме уште еден настан на 2 октомври. Тој гледам дека исто веќе почнува да се пополнува, така да оние родители или дечиња, нели, кои што ја гледаат оваа емисија, би било добро нели да го прочитаат тоа инфо или на Групер или на Facebook страниците, Instagram страниците на млади истражувачи на Хајмус и таму ќе ги добијат буквално сите информации. Одлично. Следно нешто што ќе се планира, а е од ваков тип, во брзо време има ли, затоа што па ни доаѓа зимата, ладно време, нели? Така. А сепак ова си бара да биде на отворено. Правиме ние постојано едукативни тури, меѓутоа правиме и затворени настани, ќе имаме, нека следа, значи во најава месец на младиот истражувач со цела дузина на креативни работилници, праисториска, египетска, римска, среден век и така натаму, каде што ќе можат да прават од хартија 3D модели, разни кукли кои што се подвижни, разни аксесуари, накит од тоа време и слично, така да нека ги следат социјалните нели сметки на Хајмус, да, и на млади истражувач. Меѓутоа, јас не знаев дека оваа авантура по трагата по средновековното богатство ќе предизвика туку многу голем интерес кај публиката и навистина ми е многу драго бидејќи таа е многу жива, се случува на Скопското кале, социјална е, интерактивна и пред се, она што е нашата димензија е едукативна, бидејќи сакаме децата уште како мали да ги научиме на некои вредности од областа на културното наследство. Ево овдека гледаат, така гледачите може да видат на Телма. Да, тоа се некои инсерти од Скопје Трежор Хант или Лов на богатство. Доста често го организираме во рамки на разни Еразмус проекти, но и во рамки на разни родендени или некакви прослави. Значи не контактираат секакви ентитети од институции до нели приватни лица. Така да слободно, значи може да ни се обратат и сигурно ќе им направиме неверојатно незаборавна авантура. Да, верувам дека е тоа така. Која што е во врска со нашето културно наследство. Верувам и навистина интересно и навистина ми е драго што одвоивте време и нели се дружевме денеска затоа што им ја пренесуваме дел од авантурата и дел од она што вие го имате замислено и навистина е интересно за немладите да го доживеат. Малку да ги извадиме од пред компјутерите, нели телефоните. Да, благодарам на Телма, нели за остапениот медиумски простор и пак ќе кажам многу ми е драго што не само со оваа емисија, туку и со други емисии, па дури со ова гостување на некој начин инвестирате во едукацијата на младите генерации. Така е.